Председателке, колега Бетичи, ќе ви реплицирам само во последниот дел, каде што кажувавте за пензискиот фонд и за пензионерите. Вашата констатација, вашето тврдење ќе беше кредибилно, не за мене, за јавноста, само доколку таква критика упатевте пред неколку години, кога од вашите редови излезе една министерка за труд и социјална политика Мила Царовска, дозволете председателке, која што кажа јавно и сите медиуми ја пренесоа дека пензискиот фонд има дупка над 500 милиони евра. И сега јас не слушнав тогаш од вас критика за тој дел, за овој дел зборуваме само. Може би сте ги носеле розевите наочари кои што лани ги вадевте тука на говорница, или сте сакале да бидете политички коректни, а сега сменети ви се улогите, па расфрлате пердови, бидејќи во тој период ништо буквално немате направено. Знаете колку се покачија пензиите? Сите имаме дома пензионери. 39 денари. Сите имаме дома пензионери и знаеме. 39 денари или 38 денари. Сега по 7.000 денари. Дали е доволно? Може би не е доволно. Но како што кажа колегата Бојан, ако се двајца пензионери, има уште една пензија дома и сега повторно ќе се качат пензиите, тоа не го правевте. Вие тоа не го правевте. Но мене ми е за кредибилноста и расфрлањето на пердови овде. Велите дека за да сме го спасале пензискиот фонд, ќе сме ги терале граѓаните да работат до 73 години, па мислам, немојте, ве слушаја, па немојте, доколку некој сака, и тоа е предлог, доколку некој сака, дали сме гласале таков закон? Ма немојте, ве молам. Тргнете ги розевите наочари од тогашното време, затоа што сите факти ве побиваат од она што го говорите за јавниот долг. Знаете колку сме зборувале тука? Зашо се задолжувавте тогаш? Шајка немате заковано? Зашто се задолжувавте тогаш? Има ли нешто видливо? Па зошто на крајот на денот, ако ние не сме во право, зошто ги изгубивте изборите? И зошто пензионерите не ве гласаат? Еве, одговорете ми. Благодарам. Благодарам. Контрреплика Фатмир Бетичи.